Министерот за правда треба да си даде оставка по договорот на Гаши и Заев. Странски експерти да ги разгледуваат веќе затворените судски предмети. Ова е ставот на дел од правната експертска јавност. Откако Алтернатива и СРСМ се договорија да барат од Европската комисија меѓународни експерти кои ќе подготвуваат извештаи за случаите диво населје Монструм Алфа. Не сум слушнал дека некоја држава во Европа побарала од Европската комисија независни експерти да добијат мандат да испитаат кои судски случаи се монтирани. Тоа е рамно на политичко самоубиство. Единствено што некој нормален министер за правда може во овој случај да го направи е да си даде оставка. Каледжиев за Алфа вели дека никој не може да се меша во судски пресуди, освен по високи судски инстанци, во постапка по правни лекови, најмалку извршната власт. Во исклучителни случаи, можно е правдата да се коригира со помилување од председателот или амнестија од собранието. Дури ни судот за човекови права во Страсбург не може да минува конечни судски одлуки, вели Каледжиев. Ако е неспорно дека имало политички монтирани процеси кои домашниот систем не може да ги исправи, придобивката од меѓународното непристрасно експертско тело би била во процесот на селекцијата на овие судски постапки. Ова инаку беше главна слабост на претходните домашни понудени решенија за претворање на политичките судења. Ваков пример во Европа не ми е познат. Тој е прифатлив како крајно средство, но значи признание дека нема независно судство, ниту елементарно владење на правото што во однос на европските аспирации е политичко самоубиство. Професорот Даскалски пак смета дека договорот на Гаши и Заев во врска со истрагите отвара грст прашања за јавноста, меѓу кои и дали судството е ослободено од спригите на политиката. Постојано инсистирање на меѓународната експертиза е знак дека владата се откажува од сувереноста. Без сувереност на своите институции се вообичаено проблематични држави кои во даден момент и не мора да суштествуваат во независна фаза. Друго е кога сувереноста ја прифатили на транснационални сојузи, унии каде сте земја членка. Друго е кога заради сомнеш на работата во сопствените институции викате меѓународни експерти. Она што е нејасно е зошто владата ќе бара помош од странски експерти да прават извештаи за веќе затворени предмети, кои, како што рече премиерот, нема да ги поништат пресудите, туку само ќе дадат своje мислење. Не се знае ни колку народни пари ќе бидат потрошени на овие експерти, кои единствено што можат да направат е да изготват извештаи. Побаравме одговор од владата колку пари ќе чини оваа операција и зошто се прави, ако не може да се промени исходот на пресудите, но до почетокот на овие вести конкретен одговор не добивме.